Животниот век на моделите е предвидлив. Ке се лансира нов модел, ке потрае 2-3 години на пазарот, следува редизајн, односно рестайлинг и потоа, после исто толку време, следува нова генерација. Многу се ретки возилата кои имаат доследност и во својот изглед и во својата намена. Едно од нив е Suzuki Jimny, кој е присутен на пазарот во оваа форма. Се разбира со мали затегнувања на борите цели 3 децении. Со новата генерација која дојде на пазарот некаде пред неполни 2 години, Jimny покажа дека доследноста вреди пари. Не само поради изгледот, туку и поради димензиите. Тој е најстар во сегментот на спортско корисни возила од сегментот Б. Со него може да се надпреварува новата Dacia Duster, но и Jeep Renegade. Но Jimny изгледа многу по-кул. Неговата коцкаста форма делува како да е смалена или, ако сакате, компресирана Мерцедес Г класа. Па така, во сите негови пропорции се гледа дека е посветен на теренот. Но првиот недостаток е багажниот простор. Гледајте што може внатре да се стави. Само неколку кондиторски производи. Но ако ви треба и нешто поголем простор, тогаш со спуштањето на седиштата може да се добие доста поголем простор, но тогаш не може никој да седне позади на задната клупа. Но овој модел е скроен да биде во функција на младите и да ги исполнува младешките потреби. А една од младешките потреби е и офроуд перформансата, која Jimny ја има не само во изгледот, туку и во техниката. Внатрешноста на Jimny делува како модернизиран воен објект. Она што е фасцинантно е што е задржан дизајнот на централната конзола исто како и пред 30 на години. Дури и обликот на седиштата е идентичен. Модернизираната внатрешност се препознава кога ќе се даде контакт. На врвот на централната конзола е сместена во боја монитор осетлив на допир, на кога се испишуваат многу параметри од возилото и модернизиран е кластерот на манипулаторите за клима уредот. Но неговата вистинска намена се гледа кога ќе разгледате малку околу. Пред се тоа е оваа палка која ви дозволува погонот од задните тркала да го трансформирате на сите 4, па дури и да имате блокада на диференцијалот. Да видиме како во пракса делува Jimny, кој е познат по своите офроуд карактеристики. На офроуд Jimny ја покажува својата вистинска вредност, бидејќи ова е една од ретките мали спортско корисни возила кои овозможуваат извонредни теренски перформанси. Не е тоа само поради неговата височина и растојанието од тлото, туку и поради вистинската теренска опременост. Имено Jimny има погон на задната оска. По ваша желба можете да ја префрлите во погон на сите тркала, а погонот на сите тркала можете да го блокирате со диференцијалот и тогаш да имате одлична теренска перформанса. Благодарение на малото меѓуоскино растојание, Jimny како да подрикува на теренот и многу добро се мести за било која акција која сакате да ја превземете. Она што е недостаток на асфалтот е придобивка на теренот, а тоа е управувањето. Кога сте на терен, треба да имате што поголемо движење на
воланот за да можете да ги процените и да ги извршите маневрите како што треба, бидејќи кога воланот има многу мал од можни се и многу веројатни се грешки при управувањето во сложени услови, како што се на терен. Джимни е вистински теренец. Тој ви овозможува да го почувствувате теренот онака како што треба да се почувствува, во сета негова раскоша и слобода. Во внатрешноста на Джимни немојте да барате никаква софистицираност, ниту пак поголема удобност од аспект на одложување и складирање на предмети. Еве, например, да кажеме, нема каде да се остави ниту поголем паметен мобилен телефон, бидејќи просторот е тој и концепиран онаков како што е. Но, доколку во прв план ви се теренските возни својства, тогаш Джимни едноставно ќе го обожувате. Ова возило е направено не е само да господари на теренот, туку и поради неговата мала димензија многу е добар за возење во град. Лесно се паркира поради неговата кратка каросерија, но немате простор каде да сместите повеќе луѓе. Како што видовте на самиот почеток на тестот, нема доволно голем багажен простор. Па затоа секогаш ќе ви се јавува дилемата дали со себе да понесете уште двајца или тројца патници или пак просторот на задната клупа да го жртвувате во име на багажот. Джимни испод хаубата има 1,5 литрен бензински мотор кој располага само со 100 конјски сили. Тој е направен да биде едноставен, впрочем исто како и неговиот претходник наречен Самурај, кој беше познат по своите теренски способности. Но Джимни покрај едноставниот изглед ги задржа и одличните алпинистички способности што ги имаше неговиот претходник Самурај. Со голема леснотија ги совладува на горнините, како и секаков терен. За време на возењето јас успеав да поминам вистински 170 километри на офроуд. Бев дури на китка и го возев Джимни на оној познат наш теренски тест полигон, каде го доведовме, како што гледате, на работ на неговите можности. Но Джимни како да нема рабна можности. Тој стоички ги прифаќа сите предизвици. Неговата цена 19.700 евра не е така наивна и не е така ефтина. Но за вистинските љубители на офроуд возењето оваа цена е реална. Бидејќи со Джимни нема да имате пречки на теренот, не само поради малата димензија, не само поради краткото меѓуоскено растојание, туку и со примената на умната технологија, која со мала сила ви овозможува да поминете тежок терен. Доколку сакате софистицирано теренско возило, тогаш Джимни нема да ви се допадне. Но доколку барате вистински теренец кој е застанат во времето, зборувам во времето застанат од аспект на решенијата во интериерот, тогаш малиот Джимни ќе го обожувате. Едноставно тој има одлични возни својства, едноставен изглед и многу квалитетни теренски способности. Ова беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав до следното издание за 7 дена. До гледање.